Луѓето на кои полно им беше устата со борба против криминал и корупција, воспоставија марионетска влада која очигледно не дојде да му служи на народот, туку да ги штити сопствените интереси и интересите, се разбира, на чадорот. Случајот на компанијата Фероинвест, собственост на потпредседателот на владата заложен за економски прашања Кочо Анѓушев, доби тендер вреден 2,6 милиони евра во АД Елем, е скандал без преседан во овие 25 години самостојна и независна Република Македонија. Потпредседателот Анѓушев се повлекол од управувањето со Фероинвест не затоа што сака, туку затоа што мора. Тоа го налага законот. Тој не управува со фирмата, но и натаму останува основач, односно собственик, и законот ова го прифаќа, но под услов фирмата да не зема сделки со водените институции каде што се трошат народни пари. Тендерите од АД Елем носат профит на собственикот на Фероинвест, потпредседателот на владата Анѓушев, и профитот по завршна сметка се слева на контото на горе именуваниот господин. Иронијата да биде поголема, потпредседателот на владата Анѓушев е заложен токму за економски прашања при владата на Република Македонија. Господа, вака ли ја одделувате партијата од државата? Вака ли ја поттикнувате пазарната економија? Потпредседателот на владата Кочо Анѓушев мора да одлучи. Или ќе биде потпредседател, но ќе се откаже од било каква директна или индиректна врска со владата, или ќе даде оставка, па ќе си тера бизниси во енергетскиот сектор. Почитувани пријатели, не може Кочо Анѓушев да седи како министер во владата на Република Македонија и при тоа со истата таа влада да си прави бизниси. Сакаме да информираме јавноста дека потпредседателот на владата за економски прашања до него пристигнуваат разузнавачки информации кои се однесуваат на енергетскиот сектор, а кои се доверливи, строго доверливи или пак се на ниво на државна тајна. Владата го подготвува и го носи енергетскиот биланс кој е битен при донесување на одлуки на неговата компанија. Исто така, владата носи одлуки и разгледува информации кои се однесуваат на промената на девизниот курс, кои од тоа како влијаат врз остварување на целите на неговиот бизнис. Енергетскиот бизнис исто така е стратегиска, економска и воено-безбедносна битка помеѓу САД и Русија, за тоа кој ќе ја снабдува Европа со газ, гориво, електрична енергија и други реагенси. Значи, да заклучиме. Господине Анѓушев, не може да држите две лубеници под една иста мишка. Имате сериозен конфликт на интереси и ве повикуваме да не бидете арогантен, да не одговарате дрско на прашањата на јавноста, туку да донесете одлука согласно етиката за чесен представник при владата на Република Македонија.